За Мицкоски бојкотот е оправдан и неологично е што некои цени кај нас се двојно и тројно повисоки отколку во соседството. И за мене, како граѓанин, да се абстрахираме од политиката како граѓанин, е нелогично исти производи во маркетите кај нас да бидат со исти или повисоки цени отколку во маркетите во соседството. Исто така, исти лекови или иста генерика кај нас да бидат 2 до 3 пати поскапи од тие што се во соседството. Или бела техника. Не може кај нас да биде 20, 30, 50 пати, 50% се извинувам поскапа во продавниците кои што продаваат бела техника од тие во соседството. Не можам јас да сето ова кога го имам како анализа и како податок, како влез, како инпут, да седам на страна и да гледам и да наблюдувам во процесот само. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска смета дека решение за проблемот има и најави драконски казни за оние кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики. Да се почитува законот за нефер трговски практики. Ништо повеќе од тоа. Истото ви го кажав и пред неколку месеци, таму некаде во септември, кога се спроведува одредени мерки од страна на владата, кажував и тогаш. Молам само да се почитува законот за нефер трговски практики и да не се злоупотребува моментот ако некоја надлежна институција не излегла во контрола во некој маркет. Ќе излезе во некој момент, ќе се врати наназад, ќе ги констатира состојбите, ќе следат казни. Председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азиски изјави дека простор за договор помеѓу трговците, добавувачите и производителите има. Овој проблем е поодамна на релација меѓу производителите и продавачите и кај нас тој се одвива континуирано диалог, вие може да не го гледате на површина, меѓутоа настојуваме да се спречи секаков потрес помеѓу ними, да не се одразува врз стандардот на граѓаните. Лидерот на опозицијата Венко Филип Чепак тврди дека владата е одговорна да се грижи за граѓаните, поради тоа што таа е одговорна за формирањето на цените. Кај нас навистина загрижува ноншалантноста и незаинтересираноста на владата да преземе некакви мерки. Тури со одреден цинизам би рекол, ги поддржуваат граѓаните да протестираат, а всушност протестот на граѓаните, освен за високите цени и кон маркетите, треба вистински да биде насочен кон владата. Поради тоа што таа е одговорна за формирањето на цените, владата е одговорна да се грижи за граѓаните, да не доживуваат вакви ценови шокови, посебно во ситуација кога нема никаков слух за зголемување на нивните плати,